И во Брегалница остануваш 6 месеци. полусезона. Полусезона и после тоа не знам како испадна зимото, јануар, февруар, ја бев договорен, например, за да Останеш таму. да потпишам угор, се смени управата, другите луѓе, сега не е битно, поминале години. Видов дека ќе нема финанси и голема благодарност тогаш за Миленко Неделковски, ќе кажам, фактички ја во февруар месец останувам без клуб, ја може да останам во Брегалница. Ја бев уште играч на Вардар. На Вардар бев играч, отстапен у Брегалница. И Миленко тогаш Скопје. Скопје, јас немав ја излез да останам у Брегалница без банка, а сега сите играме фудбал за млад човек, си 22 години. Сметаш дека си професионалец. Ама не, јас идеш, седиш ушти по цела недела, не си дома. И ми господинот Миленко Неделковски, памтам, Сабајле беше 9 сат, ме разбуди татко ми, ме викна во бингото што го држеше, каки бивши кино Вардар. Да. Отидов, се договоривме за 1 минута. Тоа беше втора лига, Скопје. Планот му беше не да се влезе во прва лига, туку и да се... Ја по тим одгледам, ние бевме све бивши вардарци, јас што бев со тие фудбалери во Вардар, ние отидеме во Скопје. Мислам, они беа пред мене. И они тоаш беа на припреми во Италија, Чко Зоран, а ја беше потпишав и тука тренирав во Скопје. Со тие што не се отидени за Италија и со младинците. Тогаш Миленко со Мауро, менаџерот. Така е, Мауро уште во Вардар, памтам, Миленко не однесе у Перуџа, игравме, Божичи Звезди однесе, Зоран Јовановски, памтам, го однесе Вардар на турнеја во Јужна Америка. По Бразил, тамо, Уругвај. Криво ми е денеска што не отидов во Јужна Америка, цел свет го поминав, сите континенти, само Јужна Америка не отидов, а ми беше на длан. Татко ми Ѓоко Каджиевски се договорија, војска да отидам, ме разбуди татко ми 5 Сабајле, војска ме прати. И кажи и ти не отидов во Јужна Америка. За Скопје. И у Скопје влеговме прва лига, првите 6 месеци, еве, Силес го победивме, ако не... Па и лидери бевте есенскиот дел. Не, второ место бевме, ама ја не знам Силес кој го имаше победено. Тогаш и Сатов беше тренер, не? Така е. Прво не беше тренер, покојни голман, не, прво е покојни Илија Димовски беше, да. Неколку кола беше Илија Димовски, дали пола, не знам. И после не презема господинот Благој Статов. Знаеше каква е ситуацијата господинот Благој Статов во Скопје, тоаше малце финансиски падна господинот Миленко Неделковски, зашто кога имаше шаком и капом даваше. И Благоја премии не даваше, се снаоѓаше премии. Например, играме у Штип со Брегалница, вика премија од мене денеска. 0-3. Играме у Кратово со Силекс, премија од мене 2-3. Силекс го победивме у Кратово. Не знам после колку години Силекс изгуби дома. Не знам, дали после 3 години. Сварно екипа многу јака има. На полусезона си бевме втори. И кажа поштено господинот Миленко, а имавме распоред, дали беше 1-2 бода со Силекс, имавме распоред на па ќе се збунев. Во автокоманда. На автокоманда ни доаѓаше и Силекс, и Вардар, и Победа, сите ни доаѓа, и Слога, сите ни доаѓа на автокоманда. Знаете како се игра на автокоманда, многу е жежок теренот. Кажа, вика... Тамо има 2-3 постојано покрај. Секогаш се. Ја како дете памтам, јас сум порастал таму, ја и како дете. Чичко ми, Бог да го прости, Иван, татко ми, пораставме на автокоманда на Скопје. И кажа поштено Миленко, дечки, кој сака нека остане, ја вика... Немам сила веќе. Си кажа човекот, нема, и често од негова страна, за разлика од некој други што ќе те лаже. Ти остана после во Скопје или отиде? Не, јас отидов во Победа Прилеп. А Скопје се сеќавам, еве сега ќе ти кажам, благодарејќи на победата над Балкан остана во лига. Да, со тие 3 бода. Со тие 3, иначе ќе испадне. Како изар... Тогаш и Љупчо играше, Марковски. Така е, остана Љупчо, остана. И Мирко остана они. Да. Остана. И после одиш во Победа. Одам во Победа, Чко Зоран, кај што се задржав само 6 месеци, ништо не направив во Победа. Од второ место на табела 6 завршивме. Не идеше таа пролет. Не идеше. Некојаш фудбалот и не сака. Фудбалски град. Не дека немаш тим, ама... Ма каков тим имаме тоаш појачања се зема, памтам председателот Илчо Георгиевски дојде од Вардар, јас, Зоран Васевски, Игор Николаевски, да не ги редам, Неџа Чабани, Илчо Боров, екипа имаше победа за шампионска титула. Ние бевме донесени за шампионска титула. Од второ први да бидеме. Место први да бидеме, ние шести, ние Европа не излеговме. И толку беше, например, криво ми е за градот, например, многу фудбалски град,
Тоа е тоа. Од победа дојде во Слога и го магнат, кај што поминав незаборавни. Сега не можам да кажам цели 4 години, зашто години и пол дена барев одстапен во работнички. Памтам дојде во Слого и го магнат, кај што секогаш сум бранел многу жежок терен. Знаете како е со Вардар, со Скопје. И се викам како ќе ме прифатат, зашто секогаш беше викање против мене, против, знаеш кога ќе играш со Вардар на Чаир, тоа е ненормално големо дерби. Така ме прифатија навијачите, така луѓето таму. Една средина, можам да кажам од тоа време, одлична. Шверцерите те прифатија? Да. Одма освевме шампионска титула со Слога. Втората година бев една полусезона. Дојде малце до конфликт помеѓу мене и тренерот Ѓоре Јовановски. Не може да најдеме заеднички јазик и ме отстапија во работнички Кометал. Ме зема тренерот Јонос тогаш во работнички. И тоа случајно на скали се сретнам. Ова морам да кажам, оваа случка се на скали се сретнам на Чаир. И што вика, ти што вика? правиш, кај си, викам тука, викам, ама нешто, викам, со Ѓоре. И ми се јави, отидов во работнички, скочивме куп УЕФА, одма таа пролет, останав уште една година во работнички, тренерот Ѓоре дојде селектор од репрезентација Македонија, се врати во Слога, одбранив што се вика уште година и пол колку беше, и после тоа пак се врати во Вардар, од кај што се отидов, памтам, ме донесе тренерот Ѓоко Хаджиевски. Кога се врати Ѓоко во Вардар. Ѓоко беше во Вардар, освои титула таа година, памтам последно колоне Тепана Чаир 0-2, освои титула и ме зема летото, он више имаше освоена шампионска титула со Вардар, кога се врати таа година, ме зема мене летото, па освоивме шампионска титула со Вардар, мојата четврта, и после бе уште една година во Вардар, кај што направивме ненормален резултат во Европа, што не знам дали друг може толку работнички успеа на два пати пред не знам колку години и пред 2 години. Да, пред 2 години селекторот со Игор Ангелевски кога го направи со Трабзон, оној Тоа е голот да на се чуди Варковски, човек. Да се продолжи до четврто коло работиш. Да се чуди човек со Трабзон да се помине со свака част. И тие екипи, не само Трабзон, и другите пред тоа. И отида во Шкендија од Вардар. Една сезона бе во... Не, пред Шкендија отида во Беласица, бе 2 месеца, 3, пролета. Гледате, ке заборев. Да видиш пак Бране во Струмица. каква е кливава Пролета бране во Беласица. И од Беласица отидов во Шкендија една година. И виш имав 32 години. Отворив кафич во аеродром во трговскиот центар Бисер. Почав поечесто да седам таму. Немаше паричко Зоран. Искрено, јас сум бил навикнат, сум зимал сега пари. Да речем, тоа не се пари како странство што се заработуваат, ама јас за македонски устави сум зимал огромни пари. Да не заборавам Вардар, од дете од 18 години јас сум заработувал многу убави пари. Не само што сме имале договори, што ни давале договори, плюс премии, ние Вардар кога промашувал циклуси, секој се фаќало премии, награди за шампионски титули, тоа немаше више пари, може едино пари имаше Вардар, работничка, ја не можам да бранам тоа што тие клубови. Имаше многу млади и се ориентираше на ова. И не ми се бранеше више за 100-200 евра, што се вика, не ми се бранеше више фудбал. И напуштив. Ти кажа за твојата кариера клубска. Меѓутоа ти беше член и на она прва репрезентација на Македонија по самостојувањето. Настапи најнапред за младата репрезентација, она до 21 година, а потоа и за сениорската репрезентација. Кажи ни нешто за тој период како репрезентативец. Никушев ви беше на младите тренер, селектор и тогаш имавте добри резултати, дури беше победена една Белгија овде, една Данска во Кочани, Турција во Прилеп. Така е. И на стартот се сеќавам оној натпревар во Кавадарци со Естонија, така, колку 6 гола им дадовме, 7, колку бе. Ајде за тој период. Па по формирањето на Македонија, како самостојна држава и репрезентацијата до 21 година,
Претежно бевме играчи што се знаевме од пред тоа по лигата што сме играле, Вардар, Пелистер, нели, клубовите, ама имаше и доста играчи што не ги знаеме. И памтам собирот ни беше у Кавадарци прва утакмица. Ареп Стаци играше после Словенија, мислам дека е втора со Естонија утакмица, тука ако не се лажам, мислам. Прва беше таа со Естонија. Прва е со Словенија, Украин. Прва со Словенија, уште кога беа оние сами почетоци и не бевме признати, тој беше пријателски надпревар, исто пријателски со Естонија. Дојдоа двете селекции, и младата и сениорска. И нас ни е прва утакмица за млада репутација, Чичко Јово Никушевиќ, Чичко Ванчо Трпевски беа. Во Кавадарци. Во Кавадарци 7-0. 7-0. После тоа мислам дека игравме со Турција во Прилеп, кај што браневме овие утакмици, зборам. 1-0 победивме Турција, знаете што е, Македонија, Турција добива 1-0. 100 милиона држава, ние, што се вика, формирани тазе. Почнаа квалификациите, Данска ја добивме 5-3 во Кочани. Па Белгија не утепа, што се вика, во Тамо 7, колку ни даде? Па чудна утакмица, 1-0 беше на полувреме, а таа млада репрезентација и тие играчи што игравме тогаш, грото, не грото, 90% столбот беше и на Ареп Стација после. 8 Гоце Седловски, кој мислам дека малце беше во младата репрезентација. Малце има играно. Он директно почна да игра прва постава во Ареп Стација. Другото, Игор Николовски, голманите сите ние. Јас, Петар Милошевски, Бог да опрости, Зекир, Груевски, сите после кои у даден момент бранел, Петар Милошевски отидовте вамо во сениорска. Таа беше страшна генерација. Тамо 7 гола, меѓутоа овде пак во Кавадарци 1-0 беше на полувреме. 2-0 за Македонија. 1-0 беше на полувреме, памтам Чичко Јово Никушев рече, па вика не се ништо, дај да ги нападнеме. И памтам го извади Капинковски, го стави Арџет Бекири, тотален напад. Арџет Бекири, Шакири, Христов све напред, Захариевски сите све напред. Христов. Место напред 7-0. Зали црвен доби Игор Николовски на 1-0, на 2-0, мислам дека доби црвен картон, 1-1 го помина и толку се распадна све. Ама во Кавадарци 3-0 против Белгија. Победивме. Реванш. Шпанија едва не победи во Аликанте, во Битола 2-1-0. А во Битола 1-0 и тоа слободен удар. Да, Раул, кои играчи игра, тие какви играчи имаше Шпанија, секој Шпанија. Мендиета исто да не играш. Така, ма Шпанија секој Шпанија. Кои да се? Секој тие се гледате за ниве 20 години се од слободен удар 1-0 и тоа. Така и така заврши такмицата во не бранев таму Гоце Груевски бранеше. На тој надпревар. Јас отидов војска. Тоа е за младата репрезентација, а за сениорската? За сениорската репрезентација прв побег добив благодарение на селекторот и на тренерот Ѓоко Каџиевски. Памтам дека прв побег ми беше 97 година, мислам. Бе во Скопје. И од тој повик, па додека беше селектора, доста време беше селектор, секогаш бев на список. До 2000-та беше, 3 години. Нон-стоп беше селектор. Нон-стоп. Ма не беше до 2000-та. До 99-та точно беше. Некоректно го сменија него, некоректно, промена. Памтам дебитирав со Канада во Канада. Дебитирав на надпревар, изгубивме 1-0 и после тоа утакмиците повише, например на пријателски со бранел еден квалификационен надпревар, мислам или два, не ми текна, 2-3 квалификациони со Финска, со кој беше капитен, памтам, сум бил на репстација, се чест е голема, тоа не можам да заборам. Тренерот Ѓоро Јовановски ми додели трака на турнејата во Бахрем. Сепак не беа играчи оние странците што играат, мислам странците, нашите македонци што играат во странство, на тие турнеи се оди претежно со играчи од Македонска лига и понекој. Нема да заборам голема благодарност до Ѓоро Јовановски што ми додели трака на надпреварот со Финска, бев капитен. Сепак ваква таква репрезентација, сепак најголема чест е. Добро се води репрезентација Македонија. Имам 14-15 надпревари за Ареп Стација, што влегувано второ полувреме, што прва постава. Ама не сум добил права шанса, мислам, права шанса за мојата кариера неам добиена во Ареп Стација, например, као некои голмани што добија шанса, неколку голмани добија многу убава шанса, например.
И кога ќе прима и по 5 гола пак бранеа. За мене не да испадне дека мене ми е криво. Мене Чичко Зоран, јас сум 7 години поред прогласуван најдобар голман во Македонија. Криво ми е што не ги земав пекарите да ги Наредиш, извадам тука. Али тоа не може никој да ми го земе. Тоа другите ми го доделиле. Новинари као вас, доајени на македонско новинарство, што не може да ме тоа оспори, е вие сте со години. Признание и чест. Мене ми е чест дома кога ги погледнам мака. Мене ми е криво, сум добил, например, 14-15 надпревари, што да влезам, негде 20 минути, негде полувреме, веćinom ете цела утакмица, ама тие пријателски надпревари, 1-2 квалификациони, кај што не било битно. Више Македонија завршени квалификации, за разлика од некои голмани што си добија шанса и по 5 прима, и по 4, и по 3, не добив шанса. И кога дојде точно крајот на твојата кариера, ти спомна кога зборуваше за клубската кариера, дали може да се подсетиш на последниот надпревар што го имаше, на кој што застана на стативите и после тоа, односно меѓу стативите и после тоа рече збогум на активното играње. Види тоа, знаеш, последни надпревари, последен надпревар, знаете кај ми беше? Јас седев у кафич, кај мене на 2 години не игра фудбал. Си работев. И Ама некому требало голман. Не го направија клубот Евромилк што е сега. Да. Лисиче. 3-та лига беше. И така лисичани, другари, пријатели, ово вика, да дојдеш, вика, да помогнеш, вика, Голман. као тренер, не као тренер нешто. И отидов, Чичко Зоран, шутирав, и не знам еднаш застанав на гол, така да ми шутират, ме понесе. Не може гол да ми даде Чичко Зоран, а 2 години ништо не мрднав. И ајде викам, не знам колку беше утакмици, имаш колку ме регистрира и бранев. Последни надпревари мене ми се во Лисиче. Евромилк. Да, дали беше тогаш Евромилк или само Горно Лисиче се Горно викаше? Лисиче, после Мислам дека Евромилк. Горно Лисиче После не беше двете Евромилк. имења ги Не. носеше. И си последни надпревари ми се во Лисиче 3-та лига. Тогаш влеговме во 2-та лига. Тие ми се последни надпревари. Колку бранев, 3, 4, 5 надпревари, не ми текмо. Се јави селекторот Мирса Дионус. На телефон, прво со татко ми контактирале, татко ми ќе те побараат, вика сега. Ми се јави на телефон, тогаш беше кандидат за селектор, Катанец и поднесе оставка. И изборите беа, го вика, ако станам селектор, ти ќе бидеш, вика, тренер на голмани. Јас имав тогаш 34 години, што се вика, некои голмани бранат до 40, претежно кариерата, минимум 35 години голман, минимум. Ја викам и да не станеш, викам, благодарен за овие зборови што ги кажа, викам. А викам, ете, ќе чекаме. Не помина месец дена, го назначија селектор Мирса Дионус, ме зема тренер на голмани, што сум му многу благодарен. Да добиеш шанса ти на 34 години со ден стаж да немаш као тренер на голмани у тој момент. Веднаш во Директно од гол. репрезентација, да. Без ниједна лиценца тогаш, ништо. Мислам, одма кога ме назначија, се упишав лиценца да си земам Б, А, тоа што треба све, во едукативниот центар кај нас во Федерација. И така у Лисиче им кажав, извинете, али јас се, ете, може би ќе бранев и 2-та лига. Така некако ме повлече дека 2 години немав игра на фудбал од 30 до 34, може би ќе бранев. Па и ти тргна. Па тргна, влеговме во 2-та лига. Хај вика, може, ете... Во репрезентацијата колку беше? Цело време додека беше Јонус или? Па цело време додека е селектор Јонус, тие 2 години мислам беше Јонус селектор. Толку 2 години беше селектор. Останав после тренер на голмани во репрезентација со господинот Џон Тошак, 1 година скоро беше селектор, може и повеќе. Да. Еден надпревар бев исто Гоце Седловски што го водеше заедно со Гоце Седловски. Со Литванија. Фанија кога победиме со Латвија или Литва. Литванија мислам. 1-0 Да. Пандев, Горан Пандев кога даде голот, тој надпревар бев исто со Гоце Седловски. Дојде Чеде Јаневски, нормално си носи свој стручен штаб. И тогаш доаѓа, например, преломно во мојот живот.
Тоа ми се дешава најубавата работа во мојот живот, што денеска кажам дека за мене е најубавата работа што ја имам. Академијата доаѓа. Ме викна председател Илчо Георгиевски, користам оваа прилика да му се заблагодарам за оваа работа што ми е дадена. Сепак не ми е дадена мене поклон работата, треба да се работи таму. Ти си имал минат труд И да работиш. Знае И дека треба да се искусен работи. си. Ме викна кај него канцеларија тоа Чердејаневски. Јас бидејќи си тренер на Ареп стација, ти немаш ништо со федерацијата, ти си само на повик. Кога беше повик од Ареп стација, јас доаѓав на пример со селекторот Јонус. Ти е 10 дена и после немаш ништо со федерацијата, ти си само на повик. Ме викна у канцеларија, вика ќе работиш, вика од почиња, вика проектот, вика од 1 септември. Вика почињат во фудбалската академија. Памтам првиот тренинг бевме јас, господинот Джикица Тасевски, Боби Стојковски, Предраг Митковски што е од прв ден со мене, што е ментор на децата во школо, исто доаѓа на терен помага, тогаш помагаше. И ментор име на децата, главен во школото и докторот Горан Ѓошев. Од прв ден. Мислам, останавме до денеска, јас, Предраг Митковски и Горан Ѓошев останавме до денеска. За мене, најубавиот период во мојата кариера се овие 5 години во академијата. Гого, еве го завршувам разговорот со тебе. Се изнова муабетивме за твојата кариера, за фудбалот, за се она што не обкружува од аспект на фудбалот, најубавата споредна работа во светот. И сега ми останува само да ти посакам успеси и она што сте го планирале со твоите колеги, тренерите, професорите, да го остварите, за да може и фудбалската публика во Македонија да има што повеќе радосни мигови кога ќе дојде на стадионот да ја гледа нашата репрезентација. Ти благодарам за гостувањето во оваа емисија. Благодарам и за поканата и само да спомнам дека сум исто и тренер во Ареп стација со селекторот Игор Ангелевски, тоа не го спомнам, мене ни дојде некако уз муабет. Па ти се за муабет и таму со сите. Посакувам да имаме повеќе среќа. Ние работиме честно, поштено, за тоа гарантирам најчестно и најпоштено се работи во академијата, во репрезентациите, во младите категории, во старата и се надевам дека со честно и со работа, само работа како што работиме по цел ден, дека ќе има резултат. А резултатите почнат да доаѓаат. Добро, овде доаѓа крајот на емисијата, јас да одјавам и да кажам дека тоа беше нашиот поранешен фудбалски голман, сега еден од оние главни носители на активностите во Фудбалската академија на Македонија, Гого Јовшев.